Божи благослов. Малку се освеживме и тој викенд. Имаше една мини есен и во јуни, ако се сеќавате. Јас така милям да кажам, затоа што личи на есен, есенски дожд. И ме потсеќа на ноември, кога гробот на мојата мајка го натопи дождот, еве сега и гробот на Надежда. Но тука сме да се охрабриме, малку е тешко колку ќе можам јас да ве охрабрам. Господ нека ми даде сила, Господ е тој кој што храбри. Во вакви мигови секојаш е тажно, не е едноставно, но, како што рече брат Зоран, да пееме, да го славиме Господа, затоа што се му должиме нему. И животите, и буквално се, и што дишеме, и секоја капка вода. Сеќавате, читавме од неодамна, на секој леп што го јадеме, секој парче леп, секоја голтка вода, испечатен голготскиот крст. Заради тој голготски крст, заради страдањата нашиот Бог Исус Христос, ние живееме и јадеме и пиеме и сето оно што ни треба, ни е дадено поради голготскиот крст. Последниот пат, еве ајде малку да се развеселиме на некој начин ако можеме. Последниот пат кога бев кај мојот бербер, и обично знае, знаете, некои луѓе така, не знаеме ни него колку му е лесно, не знам дали има човек на кого му е лесно денес, меѓутоа знае така да се шегува. Ми сметаат малку тие мрсните негови шеги, меѓутоа тоа е. На мои години негде од прилика, и последниот пат кога бев, неколку души имаше пред мене, и баш пред мене беше една постара жена со нејзиниот внук, дојден од Кочани и дошла да го шиша во Штип, слушнала прв пат, значи влегле таму кај берберот, Маријан се вика. И вика, еве слушнав дека си добар бербер, па го носаме ова гостинче моје, да го шишаш, ама ми порача само со ножички. Нема машинка. И он онака по штипски, сега ти мене ќе ми кажеш како ја да шишам, значи. Ќе го шишам како ја знам, ја најдобро знам како да го шишам, а ако го шишам само со ножички, тоа е многу поскапо, затоа што тоа е рачна изработка. Секоја рачна изработка е многу скапа, handmade, како викаат. И не го шиште само со ножички, нормално, затоа што ќе чекав баги, ќе чекав да дојде ред на мене. Но знаете ли што е единственото нешто на небото што ќе биде handmade или man-made, што ќе остане? Направено од човечки раце. Има нешто. Трагите, лузните, раните, како сакате, на Христовите раце, и каде беше пробаден? На неговите нозе. Меѓутоа, овие ќе бидат видливи највеќе. И има зошто. Има зошто. Да отвориме во Јован 20 глава. Да се подсетиме на еден од учениците Христови, кој што може би, највеќе наликува на нас. А Тома наречен близнак, од 24 стих читам, Тома наречен близнак, еден од 12, не беше со нив кога дојде Исус, кога Исус, прв пат им се појави во горната соба, после воскресението. Затоа другите ученици му рекоа, кога се сретнале со него, го видовме Господа, а тој им рече,
додека не ги видам раните од клинците на неговите раце, и него става мојот прст во раните од клинците, и не ја става мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. И по 8 дни неговите ученици пак беа внатре, повторно во горната соба, повторно вратата е заклучена, се кријат, исплашени се уште, не знаат што следи, иако нели Исус веќе е тука воскреснат, ја имаат надежта во воскресението, но пусти страв. И Тома е сега со нив, и додека вратата беше затворена, односно заклучена, вели другиот превод, Исус дојде, се појави одеднаш пред нив. Првиот пат кога се појавил подоста, ќе читаме таму во Лука, се исплашиле. Овој пат веќе, тоа е веќе видено за нив, не е проблем. Се појави, застана на средина и ми рече мир вам. Потоа му рече на Тома, испружи го твојот прст вамо и види ги моите раце. И испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Тома одговори и му рече, мој Господ и мој Бог. Го препознал Исуса, конечно. Ете, Исус му ги приложил сите можни докази, за да поверуваме, имаме доволно материјал за да веруваме. Ние дали веруваме, или сме како Тома, ние дали веруваме дека Исус Христос воскресна и дека се уште ги носи тие лузни на неговите раце и нозе. Заради тоа што требаше да не остави меѓу другото и пример, како што тој пострада. Сакав да ги прочитам тие стихови, меѓутоа немаше време во Прво Петрово, кај што вели нема ништо од тоа ако страдаме, ако правиме зло. Значи, ако крадеме, не знам, сте ме украле, па сме завршили у затвор и така натака. Меѓутоа, ако правиме добро, а страдаме, тоа е благодат од Господа. И што му вели на, тоа очитавме на Павле, Господ Исус, доста ти е мојата благодат. Се е во благодат, тука е силата. Во Захарија 13 глава 6 стих, иако овој стих е во контекст на лажен пророк, се однесува за лажен пророк, но со оглед на тоа што Исус беше нарекуван лажен пророк, може да се примени за него. Захарија 13:6 стихот гласи: ако некој го праша какви се ти се тие рани по рацете, тој ќе одговори ранет сум кај пријателите. Зборувавме порано, значи, ако некој те предаде или ти направи зло, тоа е највеќе оној пријателот, оној кој што е најблискиот, затоа што странецот нема никаков ќар, нема фајде. Во Матеј 26 глава, читаме од 48 до 50 стих, 26 Матеј, а неговиот предрвник, Јуда, им беше дал знак, велејки, кој ке го целивам и јас, тоа е, фатете го. И веднаш се приближи до Исуса и го целива. А Исус како му се обреќа? Пријателе, зашто дојде? Тоаш пристапија, ги положија раците на Исуса и го фатија. Интересен е овој момент, овде сега ми текнува Марија Магдалена, му ги целиваше нозете на Исуса. Најдолу тамо негде, се понизи долу, падна, а Јуда го бакна во образ, најгоре. Знаете, зашто се бореше, какви аспирации имаше Јуда, а каков пример не остави Марија Магдалена. Но моментот беше тој, пријателот го предаде, пријателите, блиските го ранија. И во сета вечност ги носи и ќе ги носи тие рани, тие лузни. Зошто? Има зошто. Како прво подсетник дека тој е Бог кој што страда. Тој е Бог кој што пострадал. И уште страда со нас. И за мнозина луѓе, имавме и поука,
Проблемот е токму страдањата се проблем и затоа не го прифаќаат Исуса. Го отфрлаат заради тоа. Па и тогаш дори не можеле да смислат како можел Месијата, кој што тие го очекувале, да страда, да пострада. Имавме утрински стихови од неодамна Петар, како реагирал на тоа, па каков силен укор добил. Не е едноставно да се свати тоа. Меѓутоа, Бог е тој кој што пострадал. Не знам дали некој од нас повеќе пострадал од Исуса, носејќи ги сите гревови на секој од нас. А видовме и во пулката, значи дел од страдањата, иако може би помали од како што рече Данило, барем така беше во контекст на пулката, во материјалот, тоа беше помал дел, но онаа поговорката не е далеко од вистината, од овоа си патиме највеќе од главата. Така да и тоа држи место, но Бог пострадал заради нас. И сега луѓето велат, знаат да кажат, ако Бог е моќен, ако Бог е семоќен, како што му велеле на крстот додека висел, треба да ги скрати маките. Или може би не ме сака, или може би ме оставил, или пак веројатно не ни постои каков Бог. Тоа е измислица. Но зошто Бог дозволува самиот да страда? Зошто всушност дозволува страдање? Еве читаме во Еремија 31:20. Еремија 31:20 вели, зар не ми е Ефрем драг син? Често пати место Израел се користи изразот Ефрем, затоа што Ефремовото племе било доста доминантно во Северното царство. И минатиот пат кога беше поуката за... Имавме нешто поука околу тоа. Не нагласивме тогаш, меѓутоа интересно е што во 144.000, односно во 7 глава Откровение, Ефрем го нема. Не е спомнат, меѓу другото и Дан го нема. Да, Дан како слика на оговарачот Дан, колко е страшен тој греф во очите на Бога. Опаѓачот, како беше таму, како змија ќе скокаш, ќе го касаш конјот да падне патникот и така натаму. Многу лоша карактеристика. Но како и да е, читаме, зар не ми Ефрем драг син, не ли е возлюбено дете? Зашто колку и да му се заканувам, секојаш со љубов си спомнувам за него и срцето ми трепери за него од нежна сомилост, говори Господ. Еве како Господ страда заради нас. Осија 11.8, сличен стих. Како да те дадам, Ефреме? Осија 11.8. Повторно е Ефрем. Како да те дадам, Ефреме? Како да те предадам, Израеле? Еве, сега паралелата Ефрем-Израел. Како да те направам како Адма? Да те направам како што му направив на Цевоим. Срцето ми се вознемирува, затреперува утробата моја од жалост. Ова е од ревидираниот превод. Това е малку подобро преведено. Затреперува утробата од мојата жалост. Нормално е за него, како наш татко, да страда заради нас. И страда кога сме посебно, кога сме непослушни. Како му беше на таткото, кога блудниот син замина. Да, не отиде да го бара, затоа што, знаете, Господ ја почитува слободната волја. Не можеш, ако некој решил да живее таков живот, ти, не знам, со сила да го предомислуваш, меѓутоа чекал, секој ден чекал и се надевал, чекал. И страдал заедно со својот син, знаејќи каде отиде и што прави. И како сето тоа може да делува врз неговиот живот. Псалм 78:40. Колку го огорчуваа во пустината и го жалостеа во безводен крај. И ние сме се уште низ таа пустина, еве, и песната кажуваше, одиме на кај Ханан. Колку ние го огорчуваме нашиот Бог, го жалостиме и колку тој страда заради тоа. Се уште страда. Исус му вели на Павле,
односно Савле, кој ќе се сретнат, знаете, при онаа средба на патот на Дамаск. Савле, Савле, зошто ме гониш? Павле ја гонал црквата, ама Исус се поистоветува со својата црква. Него го боли кога ја гонат црквата. Младоженецот го боли кога невестата е неверна. Тие рани укажуваат и на тоа, дека тој е Бог кој што сочувствува. Сочувствува со нас. Знаете, кога ќе отидете некаде во некој крај и сакате да, како успомен, да земете некој сувенир од таму. Тоа значи дека сте биле таму, па, нели, потоа кој ќе ви додат гости, па ќе кажете, ќе покажете сувенирот, еве, бевме таму и така натаму. Исус ги има своите сувенири од овде, значи дека беше тука, беше со нас, беше човек, како и нас. Евреите 4.15, познатиот стих, вели: зашто немаме правосвещеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во секако и нас, освен гревот. Ако некој сочувствува со нас, тоа е Господ Исус, кој што поминал се и знае се. Ние сите имаме некои уникатни искуства во животот и може ќе сретнете некојаш некој, па ќе сочувствува со вас ако поминал нешто слично, меѓутоа Господ е тој кој што најдобро може да ве разбере, затоа што поминал се, беше искушен во се, освен греот. Тој не разбери во греот, затоа што знае дека сме слаби, затоа што знае дека паѓаме поради тоа што се бориме со своји сили, поради тоа што сме заборавили можеби на него, па затоа дозволува некојаш и неволи за да ни го сврти вниманието. Исаја 63.9: во сите нивни тешкоти тој ги сожалуваше и ангел на неговата присутност ги избавуваше. Поради својата љубов и сомилост, самиот ги откупи, ги дигна и ги носеше во сите дни на древноста. Исус сочувствува, многу често пати читаме, се сожали над луѓето. Дури знаел и солза да пушти, да просолзи, како и покрај гробот на Лазар, иако повеќе плачел заради неверните, затоа што знаел дека Лазар ќе го дигне од мртвите, но и сочувствувал со Марта и Марија. Знае како е, кога ќе се случи една таква разделба. А кој знае повеќе од него? Како му беше нему на крстот? Со која смрт умре Исус на крстот? Ова е сон. Со втората смрт. Тоа е разделба. Замисли како му било на него разделбата од неговиот отец, како тоа го поднел. Така да никој од нас не може да го измери тоа што тој го почувствувал. Еве вели Марко 6.34 како пример само. Кога излезе од коработ, виде големо множество и се сожали за нив, зашто беа како овци без пастир или, ја би рекол, како муви без глави, како што знаеме да кажеме. Колку многу свет денеска баш е таков, со таков опис, и почна вика да ги поучува многу. Раните велат, раните кажуваат дека поминал низ маките и може да не разбере. Бог дозволува да страдаме, но и сочувствува заради наше добро. Ако читаме во Битие, од неодамна исто така ги читаме во еден друг контекст, тие стихови, Битие 3 глава 17-19, кога Господ ја проколнува земјата, што читаме таму? Еве, имавме и во поуката оној трн, што го имал Павле. На што асоцира трн? Ако ви влезе трн, може да ви влезе и да ви ја пробие дори чевлата, па да ве, што ќе почувствувате? Болка.
Вели во Битие 3 глава 17-19, а на човекот му рече, затоа што го послуша гласот на својата жена, та јадеше од дрвото за кое ти заповеда, велејки, не ке јадеш од него, земјата ќе е проклета заради тебе, во маки ќе се храниш од неа сите денови на својот живот, ќе ти раѓа трње и троскот, а ти ќе јадеш полски растенија, со пот на своето лице ќе јадеш хлеб, доека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ќе се вратиш. Болка, страдање, трњето се символ на тоа. Болката е за наша заштита често пати, знаете, ќе се удрите по прстот или кога чувствувате болка, нормално е да побарате помош, лекар, лекарство, така натака. Болката не обединува. Кога страда еден член, го што реков, ќе се удрите по прстот, страда целото тело. Чувствува целото тело. Болката е со цел да не коригира, да не едуцира често пати. Знаете, луѓето денеска користат и се повеќе, читав некои податоци, преку 800% во последните години е зголемено користењето на седативи и лекарства за смирување и така натаму. Зошто? Затоа што сакат да ја избегнат болката, да ја тргнат болката, заради куп работи. Ништо не функционира веќе во овој свет, како што треба. Луѓето се избезумени, не знаат главата кај им е, како што кажав. А се што им треба е токму Спасителот. Дури и телевизијата и оние забавни програми што, знаете, отварате телевизор, немате едукативно нешто, се е забавно, се е нешто без везе. Зошто? Затоа што да ви го отргне вниманието од болката, од ова, од она. Па ќе пуштите, не да е Боже, некоја турска серија да гледате, па да си се видите, може би, самите себе таму, како, не да е Боже и тоа да е, како правите сплетки или не знам што. Што ќе научите од таму? Ништо. Ама сето тоа е да ве отргне од реалноста, од болката. Зошто толку многу дрога меѓу младите денес? Да, печелат и се збогатија мнозина и на марихуана и на се, меѓутоа, зошто толку се користи? Од истите причини. Да избегаат од реалноста. Место да дојдат кај Господа, кој што сочувствува, кој што знае да ги разбере во секоја нивна болка. Тоа е реалноста, тоа ќе го гледаме се повеќе и повеќе. Да ги прочитаме овие многу убави стихови во Евреите 12 глава од 3 до 11. Ете кога ни е тешко, кога сме уморни, одиме низ пустината, трчаме на таа трка, уште не го гледаме Ханан, знаеме дека е близу, но колку близу точно не знаеме. За да не се умориме, односно може и да се умориме, меѓутоа за да не застанеме, за да не се откажеме, за да не се разочараме, вели 3 стих од Евреите 12 глава. Имено размислите за Него, размислите за Исуса, Исуса распнатиот, кој претрпе од грешниците такви противења против себе си, за да не се истоштите и за да не станете малодушни. Уште не сте се воспротивили до крв во борбата против гревот. Еве го сега и гревот како причина може би дел од нашите страдања. Уште не сме се воспротивили до таа мера против гревот. И ни ствара проблеми. Но гледајте на Исуса, сетете се на Него, на крстот. И вели ја заборавивте опомената, која ви ја зборува вам како на синови. Сине мој, не презирај го Господовото укорување, ниту ослабувај кога те изобличува. Затоа што си му син, затоа што си му ќерка, затоа знае и да те укори. Зашто Господ го казнува, дури да казни, оној кого го љуби, а го бие секој син кого што го прима. Ако трпите укорување, Бог постапува со вас како со синови. Зашто кој е тој син кого таткото не го казнува? Освен оној кој што не му е гајле, веројатно, за синот. Не е вистинскиот татко. А ако сте пак без казна од која сте добиле дел, тогаш сте незаконски деца, а не синови. Освен тоа, нашите телесни татковци не казнува и ние ги почитувавме. Барем тоа беше во наше време, не знам сега како е. Нема ли да му се покориме на таткото на духовите и така да живееме? Имено тие не казнуваа за малку денови, како што им беше угодно. Да, често пати, баш така, како што им било угодно.
им текнало нешто, може да си го изнервирал и ќе ти удри некој шамар. Се сеќавам во животот еден шамар добив од татко ми. И затоа и се сеќавам, пошто беше еден. Не знам дали сум го заслужил, бев мал. Не се сеќавам точно како беше, што беше. Да. Значи, тие не казнуваат за малку денови како што им беше угодно, а тој за наша полза, за да станеме учесници на неговата светост. За да станеме учесници во неговата светост, за да се спасиме. Потребни си укори, шамари и така натаму. Навистина, секоја казна во сегашноста не изгледа како да не е за радост, туку за жалост. Така изгледа. Кога неа имате целата слика пред вас, го немате мозаикот, туку само еден дел од мозаикот, сегашноста тука се задржувате и си велите зошто. И сте натажени, нормално. Но подоцна им донесува мирен плод на праведност на оние кои се обучувале преку неа. Многу убави зборови. Исто така раните покажуваат дека Бог е тука за да спаси. Тоа е неговата крајна цел. И читаме од Исаија 53 глава, на позната глава од 10 до 12. Но на Господа му беше угодно да го порази. Да го порази Исуса, да дозволи да го приковаат на крстот. Како тоа? И тој го предаде него на мачење. Кога го жртвува својот живот, Господ ако не дозволеше, ќе го фатеали и тогаш, ќе го врзеали. Самиот тој, ако не, тоа беше проблемот. Петар тука се сопна на некој начин. Тука почна да му паѓа верата. Тука се откажа, да кажеме. Затоа што до тој час се бореше, дори нели со мечот му го пресече увото на Малх. А кога потоа дозволи, виде дека Исус дозволува да го фатат, па го водат на судење, па овој како да готово нема никаква сила или што е работата, сам се предал, Петар почна да му паѓа верата. Значи, на Господ му беше угодно да го порази и тој го предаде него на мачење, кога го жртвува својот живот како принос за грев. Ке види потомство, ке ги продолжи своите денови и Господовата волја ке се исполни преку него. Заради тоа му беше угодно на Господа, а не заради тоа што некој страда, камо ли неговиот син. Зашто знаеше кој ќе биде резултатот од тоа негово страдање. Заради страдањата на својата душа ќе види светлина и ќе се насити со незиното сознавање. Мојот праведен слуга ќе оправда мнозина и нивната вина ќе ја земе на себе. Затоа ќе му дадам мноштво во наследство и со силните ќе го дели пленот, зашто сам се подуди на смрт и беше вброен меѓу злосторниците, за да ги понесе гревовите на мнозина на себе и за да се заземе за злочинците. На тоа ќе подсетуваат раните на неговите раци. Бог Отецот чувствуваше силна болка во тоа време на крстот, но во исто време Исус никогаш не му бил помил отколку доека висел на крстот, токму заради ефектите од таа жртва. Како што рековме, воопшто зошто и причината зашто постои се уште оваа планета и зашто луѓето живеат и се хранат и така натаму е токму Голготскиот крст. Никоја друга причина не постои. Ке го немаше овој свет и оваа планета многу одамна, ако не беше таа жртва. Раните се траги кои за секојаш ке не подсетуваат на неговата љубов, спасението и се што тој направи за нас. Што вели во Рани спис Елен Вајт на 179 страна. Исус ќе ги покаже своите раце на кои се гледаат траги од раснувањето. Тој за секојаш ќе ги носи знаците на тоа свирепо мачење. Секоја трага на раснувањето ќе ја раскажува историјата за чудесното откупување на човекот и за високата цена со која било стекнато тоа откупување. Како што читавме порано цитати, за ова дело, за овој план на спасение, ние ќе проучуваме во цела вечност. И во цела вечност ќе можат тие рани да не подсетуваат на тоа што Господ направи за нас. Пострада за да ние добиеме вечен живот, повторно да не врати во семејството при себе. Раните Христови се леки за нашата збунетост, неверие, разочараност, често пати депресивност. Како, на кој начин?
А еве да се подсетиме на тажните, депресивни ученици, двајцата кои што патуваа на патот кон Емаус. Едниот е Клеопа, другиот се предпоставува дека е самиот Лука. Само Лука го забележал ова во Лука 24 глава, но ајде и да не е битно. Клеопа е спомнат. Лука 24, 28-40. И кога се приближија до селото, значи, знаете, тој им се, доека тие оделе, натажени со наведнати глави, недела е, денот на воскресението, не знаат дека Исус е воскреснат, разочарани одат и тој им се придружува и, знаете, почнува да им цитира стихови, да ги подсетува на тоа дека така требаше да биде и вели, и сега веќе се доближуваат до Емаус, и кога се приближија до селото во кое одеа, тој се направи како да сака да оди натаму, да продолжи. Но тие го задржуваа, велејќи остани со нас, зашто вечерта е близу, а денот веќе превали. Помина. И влезе да остане со нив. И додека беше прилегнат со нив покрај трапезата, зеде леп, благослови, го раскрши и им го даде. Тогаш им се отворија очите и го препознаа. Му ги видеа лузните на рацете. Но тој стана невидлив за нив. Еве, трет пат веќе се спомнува овие стихови, што ги читаме. Исус беше во тоа прославено тело. Какво ли ќе биде, може само овие стихови ни наговестуваат. Зашто има коски, има месо, како што самиот кажува, овде ќе читаме, ама не му треба врата за да влезе некаде. И си рекоа еден на друг, три историјот, не гореше ли срцето во нас кога ни зборуваше патем и ни ги толкуваше писмата, се сеќаваат, значи. И во истиот час стана и се вратија во Ерусалим, значи сега тие одат назад да ја пренесат радосната вест, иако веќе нели овие други ве знаат. Каде ги најдоа собрано 11-мината и тие беа со нив, кои зборуваа Господ навистина воскресна, му се јавил и на Симона. Си раскажуваат меѓу себе, нели, и на жените им се јави, на Марија Магдалена прво. А тие пак раскажаа што се случило патем и како го препознаа при раскршувањето на лебот. И додека тие уште зборуваа за тоа, сам Исус застана меѓу нив, повторно се појави и им рече мир вам. И ова првиот пат. И тие збунети и уплашени мислеа дека гледаат дух, како тоа се одеднаш се појавило. И сега тој, за да им докаже дека тоа не е дух, вели, зошто сте збунети, зошто се јавуваат сомненија во вашите срца? Погледајте ги моите раци и моите нозе. Јас сум истиот. Допрете ми, видете, зашто духот нема месо и коски. Ако што гледате, јас имам. И кога рече, тој им ги покажа рацете и нозете. И потоа и јадеше. Неговите лузни на рацете се лек за нашата збунетост, неверие, разочараност, депресивност, кој што кажавме. Како им го вратил духот и радоста на учениците, која ги забележале лузните. Кога ви е тешко, кога сте збунети, кога сте разочарани, сетете се на крстот. Погледнете во тие негови раце и сетете се што тој направи за нас. Кога велиме лузна, често пати знаеме, нели, јас спомнав некој пати рана, меѓутоа рана е нешто што е отворено, меѓутоа лузната е рана која што се исцелила. Тоа е поточно. Сите сме со лузни од овој живот. Има ли некој што ќе каже, супер ми беше, одлично поминав до сега. И јас често пати велам, нели, се чудам кога велат луѓето како ми летна животот. Не знам бе како ви лета, мене не ми лета. Може би бил убав, не знам. Па ви летнал, не знам. Но сите ние имаме лузни од овој живот и сега и овој дел е многу битен. За некој дел од овие стихови ги читавме и во прилеп пред некој ден. Господ сака нашите рани, нашите лузни, односно раните да се зацелат, а лузните Господ да ги искористи како сведоштво и утеха за другите, за нивно спасение. Галатјаните 6:17
Павле вели дека ги носи Исусовите рани на своето тело. Знаете, Павле, ништо се е поминал. Ние ни 2% немаме поминато од тоа што Павле поминал, да не зборуваме за Исуса. Галатяните 6:17 вели: во иднина никој да не ми досадува повеќе, зашто ги носам Исусовите рани во своето тело. Не знам во кој смисла го кажал ова, може требаше малку подлабоко да навлезам, меѓутоа може би, знаете, како што има некои кои што се досадни на вистина, може да ти досадат во животот. Најчесто тоа што најчесто се жалат, како да пасторот е, не знам, има магично стапчи, може да ги реши сите проблеми. Зборам за досаден оној кој што ќе ти издосаден, еднаш, два пати, три пати, оној кој што ќе ти издосади. Павле како така го вели ова, вели: еве јас ги носам раните Исусови на своето тело. Дај уште и ти не ми додавај. Второ послание до Коринќаните 1:3-7. Благословен Бог и таткото на нашиот Господ Исус Христос, татко на милосрдноста и Бог на секоја утеха. Да, Бог е тој кој што утешува. Тој е тој кој што може највеќе да ве утеши. Обратете му се на Исуса во молитва, односно на Господа во Исусово име. Тој е тој кој што знае како ви е најдобро, може да ве утеши, но вели понатаму: кој не утешува во секоја наша неволја, за да можеме и ние да ги утешуваме оние кои се наоѓаат во каква и да е неволја, со утехата со која Бог не утешуваше нас самите. Видите како некојаш тие лузни што ние сме ги добили во нашиот живот, тоа што ние сме го поминале во нашиот живот, може да биде благослов за другите. Може да сочувствуваме, можеме да ги разбереме. Зошто како што Христовите страдања изобилуваат во нас, така преизобилува и нашата утека преку Христа. Видите што кажува пак Павле овде. Христовите страдања изобилуваат, ние почувствувавме дел од тоа. И сега ние можеме да бидеме утеха. Ако сме измачувани, тоа е за ваша утеха и спасение. Ако се утешуваме, тоа е за ваша утеха, која действува во трпението на оние исти страдања што ги трпиме и ние. И 7 стих: нашата надеж за вас е цврста, знаејќи дека вие учествувате како во страдањата, така и во утехата. Проблем е ако немате проблеми во животот. Тоа е проблем. Затоа што не знам, или сте се посветиле до таа мера, ама колку повеќе човек се посветува, ѓаволот повеќе ќе го удира. Пример за тоа не е Исус. Но да речете немам искушенија, се ми оди супер во животот, тоа е проблем. Како што во Новиот Завет, како беа оние стихови: тешко вам ако сите добро зборуваат за вас, зошто? Затоа што така им правеа на кои? На вистинските пророци, на Божите слуги, не туку на лажните. Но како што видовме во пуката, за која што кога сме кај пуката е еден мал совет од мене: бидете концизни, бидете јасни, бидете конкретни, затоа што времето, знаете дека е определено за поуката, одредено, и не шетете лево-десно, задржите се на темата. Знам дека имаш многу работи што сакате да ги кажете, повелете ако сакате нешто повеќе, ќе ви отстапам катедрата со задоволство, па можете некоја проповед да кажете. Меѓутоа, кога имате поука со одредена тема, држите се на темата. Значи, да заклучиме со оваа наша тема за денес. Има зошто на небото и на новата земја. И во оној живот кој што за секојаш ќе оживееме со Исуса, единственото нешто што ќе биде, што ќе потсеќа овде на земјата, всушност на страдањата Христови и на она што го направил тој за нас, се токму тие рани, тие лузни кои што ќе останат за секојаш. Има. И еве видовме зошто ќе останат. Јас се надевам дека ние како Христови следбеници нема да
се умориме, нема да застанеме во нашата трка и покрај сето она што го доживуваме, овие етажни моменти што ги имаме, сме имале и имавме и скоро, некој кажа 5 погреби, адвентистички во 5 недели, нешто се случува, не знам. Еве, не сакам да бидам пророк, меѓутоа во многу тешка состојба и еден мажот на една наша сестра од Штип, во кома, пред умирање, така кажано. Нешто се случува. Зошто се случува и како се случува, ние треба да не се разочаруваме, да одиме уште по-цврсто напред, затоа што ние сме во вистината. Вистината нам ни е откриена, ние знаеме дека нема ништо подрагоцено од тоа. Може би Господ сака да не уозбили, затоа што навистина доаѓаат сериозни времиња, а ние се уште не сме толку сериозни како што треба да бидеме. Може би доаѓаат такви неволи, како што ги најавуваат од ДСН, не знам. Па Господ сака да си ги повлече оние послабите, кои што нема да можат да издржат. Не знам, немам одговор на тоа прашање, но како и да е, ние имаме вера и треба да имаме вера и да останеме со вера во нашиот Спасител. Тој најдобро знае зашто некои работи се случуваат како што се случуваат. И, ако ни е тешко, ако сме збунети, разочарани и така натаму, погледнете на крстот Голготски. Погледнете и сетете се како тој помина и сето тоа што го помина заради нас. Нека му е слава нему. Амин.